Добар ден, почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на медиумите. Денеска е второто продолжение на 33-та седница на Советот на Општина Куманово. Во продолжение ни останува за расправа 32-та точка, која гласи Предлог одлука за донесување на измени и дополна на деталниот урбанистички план за дел од урбана единица Тоде Мендол, дел од урбан блок 62, плански опфат помеѓу улиците 3-та Македонска ударна бригада, улицата Тоде Мендол, улицата Зелен пазар и улицата Страшко Симонов, Општина Куманово. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Дали некој бара збор? Повелете. За збор се јави советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам председателке, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Се јави за збор од една едноставна причина, што во врска со оваа тачка нешто не ми е јасно. Се што се однесува до урбанизам, до комунални дејности во општината, треба време да се реализира. Да се добие некоја дозвола, да се добие некој документ и така натаму. А ова е нешто сосема спротивно. Вчера, на 31. октомври 2019 година, од Министарство за транспорт и врски е издадено согласност за ова измена што треба да ја донесеме. Тоа е вчера. Вчера попладне у 4 сат се јавуваат дека денеска ќе треба да имаме седница за оваа точка. Па ме интересира што е толку хитно во ова нешто, да мора согласно што е донесена вчера, да се закаже седница попладне под хитно, пошто гледаме дека и многу наши колеги не се присутни тука, од едноставна причина што сигурно имаат некои обврски кои што однапред ги имаат закажано, за да денеска ја донесеме таа. Зар не можеше ова да причека некој ден? Или евентуално на наредната седница, или така нешто. Бидејќи ова што треба да се донесе, колку што знам, на табла на самиот објект го има истакнато веќе 5-6 месеци. Значи не е нешто ново, не е нешто што допрва треба да се случи, него некој го предвидел тоа уште многу одамна. И сега, во еден ден, како нешто да гори, донесаме одлука и свикуваме седница за такво нешто. Мене тука нешто не ми е јасно. Па би сакал предлагачот да ми објасни која е причината зашто оваа точка е ставена така по хитна постапка на дневен ред. Благодарам. Мислам дека треба од представниците од администрацијата да одговорат, меѓутоа само јас би сакала, не гледам итност, беше прекината седницата, кај да е, мораше да се продолжи. Дали тоа ќе беше вака како посебно продолжение или ќе го направевме се извинувам, или ќе го направевме пред почетокот на некоја наредна седница, во секој случај ќе мораше да има продолжение, бидејќи еве стигна согласноста, не гледавме причина тоа да се одлага, бидејќи се чека за продолжение и со постапката и за работите, меѓутоа други детали од секторот за урбанизам. Александар Гелевски, повелете. Почитувани советници, почитувана председател на Совет на Општина Куманово, би сакал најпрв да дадам едно образложение во однос на овој детален урбанистички план кој што е ставен за донесување. Најпрв би сакал да го објаснам планскиот концепт, па ќе одговорам на прашањето на советникот. Се работи за измена и дополна на детален урбанистички план кој што го опфаќа подречје кој на сите од Куманово не е познато. Тоа е планскиот опфат кој што го фаќа дел од 3-та Македонска ударна бригада, Тоде Мендол, Зелен пазар и Страшко Симонов. Тоа се две попознати локации, едната е Зелен пазар, другата е поранешен 1 мај.
Со изработка на овој детален урбанистички план има предвидено 6 градежни парцели. Од тие 6 градежни парцели, 4 градежни парцели се со намена за инфраструктура, значи трафостаница. Се предвидуваат нови инфраструктурни објекти со кои што би се подобриле условите пред се за самиот плански опфат на постоечките градби, меѓутоа и на опфатот кој што гравитира околу самиот предмет на детален урбанистички план. Со ова измена и дополна се предвидуваат услови, односно прилагодување напред на новата законска регулатива, пред се вградување на законската обврска да се предвиди 20% зеленило за секоја градежна парцела, со исклучок на парцелите за трафостаници, пошто претпоставам дека е поддржани од сите советници, бидејќи веќе неколку пати се потенцира, има одобрени одлуки каде што 20% зеленило се превзема како задолжителна обврска при реализација на детални урбанистички планови. Со самото решавање на планот се предвидуваат и проширување на планираните инфраструктурни водови кои што се планирани со претходен план. За прв пат со овој детален план се предвидува инфраструктура за гасификација, значи тој дел од град до сега со важечката урбанистичка документација нема предвидена гасификација. А во однос на итноста и закажувањето на седница е во надлежност, значи по добивање на согласност е известен советот дека има добиена согласност и самата постапка веќе не е во надлежност на секторот за урбанизам. Од гледна точка на секторот за урбанизам и би може да кажеме за комунални дејности е колку поскоро се донесе урбанистичкиот план, исто побрзо ќе може да се применува, врз основа на него ќе може да се издават изводи од план, ќе може да се издават одобрение за градба, а со самото тоа да бидат платени комунали, односно надоместок за уредување на градежно земјиште, кои што би придонеле за понатамошна реализација и на инфраструктурните водови, односно и на другите проекти кои што се планирани од страна на општината и согласно програмите кои што ги донесува овој совет. Благодарам. Реплика Првин Петковски. Благодарам. Прво би ви говорил на вас кои што не гледате итност, да се у 4 часа попладне да се закажува за утре у 10 сат седница. Од тоа поголема итност не знам каква е. Во однос на образложението што ни го даде представникот на секторот за урбанизам, убаво е што го спомна зеленило, убаво е што го спомна гасификацијата, меѓутоа, она главното не го спомна. Мислам дека, просто кажано, со наши зборови, со народски зборови, таму беше предвидена по старото зграда со П+3, сега се предвидува зграда со П+6. Зошто и тоа не го кажа? Кажавте зеленило, кажавте гасификација, а главното не го спомнав. Да му објасниме да им објасниме на граѓаните дека треба да донесеме одлука зградата кај поранешен 1 мај, која што беше предвидена со П+3, сега е П+6. Мислам дека тоа е главно што требаше да го кажете и да го објасните, а не да не замајувате тука со зеленило и со гасификација. Благодарам. Благодарам. Повелете Гелевски, одговор на реплика. Во ред, забелешката е на место, да испуштив во самото образложение да ги објаснам двете градежни парцели. Значи, првата градежна парцела, која што и согласно генерален урбанистички план е предвидена за локален центар, се предвидува со површина за градба од 28 метри, П+6 и подкрови, која што е со калканско поврзување со втората градежна парцела која што е со Б2 зелен пазар, значи останува намената на зелениот пазар, меѓутоа би потенцирал дека без разлика на зголемување на катноста на објектот при издавање на одобрение за градба постои законска обврска дека секоја градба мора да биде согласена со законот и доколку ги исполни условите, односно потребен број на паркинг места и други параметри ќе ги добие. Значи ова се максимални апроксимативни површини и условени висини, значи не мора да значи дека доколку со детален план се предвидува таа висина, дека истата максимално мора да биде реализирана. Доколку не се исполни било кој од условите кои што се задолжителни, истата градба нема да се реализира во максимален габарит и по површина и по висина. Благодарам. Пријавена беше Јанета Шандева Донеска, повелете.
Благодарам, председателке. Голем дел од забелешките кажа мојот колега Драган Петковски. За итноста навистина нема место и простор за бранење, бидејќи нема ни 24 часа откако не известите за ова. Јас да ви кажам искрено, кога ми се јави почитуваниот колега од секторот за поддршка, помислив дека ќе барам итна седница околу загадувањето нешто ќе биде, затоа што тоа е многу поприоритетно и актуелно во моментот, меѓутоа што е тоа е. Итноста ќе ја оставиме на страна. Дупот се работи веќе долги години, мислам дека ќе се сложи представникот со мене. Со онакви и овакви измени, во меѓувреме донесовме голем број на одлуки, еве како што слушнавме сега, законската регулатива била вметната. Меѓутоа ние направивте еден таков сомнеш и поради прво поради итноста, второ, што е многу битно, за оваа точка немаше комисија. Значи, ниеден од нас, вклучувајќи ги и колегите од позиција, не се детално запознаени со комплетната слика и состојба. И замислете си сега, еден граѓанин поминува покрај зелениот пазар, а сите ние поминуваме, и се гледа графички приказ на едно здање, викаме ние кумановци, големо, огромно. Ние како членови на Совет, јас како член на Комисија на урбанизам, знам за стариот претходен план, значи, за стариот дуб. А самиот графички приказ кажува една друга слика, голема, и не знам сега што е работата. Дали ние не разбираме или инвеститорот знае поубаво каква одлука ќе му донесеме, па претходно ја става сликата приказ да го гледаат сите граѓани, или си прави маркетинг за да може да си ги продаде становите и деловните објекти нормално. Ние за тоа не сме виновни. За тоа вината ќе си ја префрлите кај вас. Дали може да ми одговорите зошто немаше свикано комисија за да сите овие работи, не ја замараме сега јавноста, бидеме спремни, ги решиме, ги видиме благовремено, за да може сега да бидеме и ние среќни и горди, значи да гласаме за нешто ако е исправно, а кај нас постои огромен сомнеш, еве ви кажувам најотворено. Дали може да ми објасни некој зошто ова помина без комисија? Не зборувам за сега продолжението. Претходно зошто немавме комисија? Затоа што по деловникот не мора сега да има комисија за продолжение, меѓутоа зошто претходно не бевме свикани? И на крајот на краиштата, како што вонредно сме свикани денеска, за нас е ова вонредно, нема поминати 24 часа. Можевме да бидеме свикани исто и за комисија, па таму да дебатиравме и со поголеми детали да излезевме пред граѓаните. А овдека, кога ние имаме сомнеш, па размислете вие што ќе кажат граѓаните, кои што веќе ја знаат сликата која што постои на зелениот пазар. Благодарам. Благодарам. Дали некој има коментар? Нема. Дали некој друг ба разбор? Советникот Милјан Доновски, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. Во согласноста која што имаме добиено од Министерство за транспорт и врски, стои дека еден термин кој што сакам да се обидам да го разјаснам, бидејќи немавме прилика тоа да го разјасниме порано, како што кажа колешката, немавме комисија за урбанизам. Конечен предлог измена и дополна на ДУП. Мене навистина не ми е познато што значи тоа конечен предлог. Дали тоа значи дека во иднина нема да може да се менува тој ДУП, и да не сега јас карикирам со прашања или со мои дилеми, ве молам ако можете пред да продолжам со прашањата или со дискусијата да ми го објасните овој термин. Не ми е јасен. Благодарам. Благодарам, повелете Гелевски. Во однос на самата терминологија би направил паралела со законот кој беше претходно на сила, кога Советот беше уклучен во почетната фаза на изработка на планови. Претходно плановите кога се изработува одеа во нацрт фаза и предлог план. По усвојување на планот стануваше план. Во моментов како што е законска регулатива се изработува како предлог план, кога го гледа комисија, стручната комисија формирана согласно закон за просторно и урбанистичко планирање, по добивање на согласност, односно позитивно мислење, се изготвува конечен предлог план. По добивање на одлука, изгласување на одлука за усвојување на планот, конечен предлог план станува план.
Значи тоа се терминолошки дефинирање на постапка, на фаза на планот. Значи планот на конечен предлог план добива согласност од страна на Министерство на транспорт и врски, се дава предлог на Советот за усвојување на планот, за донесување на одлука и по донесување на одлука тој станува план за измена и дополнена на детален урбанистички план за конкретен плански опфат. Благодарам. Реплика Андоновски. Не е реплика, повеќе една дилема. Сакам исто Тоа е процедура. да уште едно прашање да поставам. Во смисла на тоа дали кога зборуваме за измена на овој детален урбанистички план може да се случи или се случува земјиште кое што е во собственост на Република Македонија да биде предмет на вклопување во овој сега вака изменет детален урбанистички план. Конечен, како што рековте. Благодарам. Повелете Гилевски. При изработка на детален урбанистички план се дефинира плански опфат. Во граница на планскиот опфат не се разгледува собственост на земјиште, туку се планира просторот. Во зависност дали носителот на право на градење е приватно лице, правно лице или Република Македонија, не навлегува во однос на самото планирање. Секако дека земјиште кое што е во собственост на Република Македонија во најголемот дел од планови е составен дел, почнувајќи најпрво од сообраќајници од површини кои што не се изградени, така да и во самиот план постои земјиште кое што е собственост на Република Македонија, почнувајќи од булеварите, од улиците, тие се со право на собственост на Република Македонија. Останатиот дел од формирани градежни парцели, во моментов не би можела да дадам податок, бидејќи за собственост на самото градежно земјиште официјални податоци располага Агенција за катастар како единствена институција која што има таков тип на податоци. Не можете, може да се јавите повторно за дискусија. Први реплика имаше Шандева, потоа за збор. Благодарам, председателке. Почитувани, бидејќи во моментот ние немаме целосни информации, ќе се повикам на одговорот на предлагачот. Ајде да не брзаме. Ајде да го оставиме ова за наредната седница. Мислам, навистина, дали ја имаме бројката, еве, ако ја има случајно предлагачот, нека каже колку дупови во оваа фаза чекаат со години, а овој ние треба да го донесеме за 24 сата, без целосни информации, како што кажа предлагачот. Мислам дека многу пати избрзавме. Дајте сега да не избрзаме, да видиме дали навистина законската регулатива е вметната по сите одлуки кои што ние сами ги донесовме. Да не се сами себе демантираме. Да имаме простор и време. Дека си оди во редовна постапка. Нека си помине преку комисија. Сите ние сакаме да се изгради, нели, и да биде убаво. Меѓутоа, мислам дека нема потреба од волкаваитност и вака неспремни да брзаме да донесеме сега ние конечна одлука. Ова ќе биде не само што ќе биде конечен план, конечна одлука, која е од витално значење за самата местоположба што има зелениот пазар. Мојот предлог е, дајте ова да го ставиме на наредна седница, дојдовме што дојдовме, меѓутоа нека се одложи малку. Мислам дека краток период не игра толку голема улога, а сите ние ќе бидеме посигурни или сигурни, или ќе имаме поголем сомнеш, ќе видиме како ќе биде. Меѓутоа сите сакаме целосни и исправни информации, за да ние бидеме чисти утре. И вие, и ние, и сите едни. Затоа што вака нецелосни, мислам дека навистина не е воле да се донесуваат вакви значајни одлуки. Па размислете, колеги од позиција, дали е во ред нешто што до вчера било 10-20, а сега веќе оди на една многу поголема катност и треба да се донесе за неполни 24 часа. Размислете сите дали е во ред да го кликнеме копчето за. Благодарам. Благодарам, Гилевски, повелете одговор. Во однос на прашањето за број на детално урбанистички планови кои се во постапка, преку електронскиот систем e-урбанизам во моментов имаме 37 активни предмети, од кои што само овој е еден детален урбанистички план кој што има вратена согласност од транспорт и врски. Во моментот имаме не ме држате за добро, 2 или 3 плана кои што се испратени и чекаат за добивање на согласност, 2 плана кои што се ставени во јавна анкета,
а другите планови се во постапка или на кај планер на корекција или по институција на добивање на мислење. Значи во овој момент имаме само еден план кој што е со добиена согласност со транспорт и врски, и тоа овој план кој што е денеска ставен како предлог на усвојување. Благодарам. Одговор на повторно за збор. Колегата Милен Доновски се јави тогаш пред вас. Ајде, повелете. Благодарам. Со оглед на тоа дека се работи за прво вака да јас не размислувам воопшто од аспект на тоа дали постои законска усогласеност. Верувам дека законски усогласен ова постапка и воопшто не сакам да губиме време како совет на тоа прашање. Во меѓувреме веројатно се променет и некои законски норми, но тоа си е прашање кој што треба стручните служби да го елаборираат. Со оглед на тоа, еве зашто се повторно за збор, со оглед на тоа дека ние веќе 2 години стана како сме во овој состав на совет, уште на стартот на работа на советот разговаравме дека една од примарните задачи ќе ни биде донесување на генералниот урбанистички план. Сега правиме промена на детален урбанистички план кој што заради местоположбата на објектите кои што се градат, сигурен сум или предпоставувам дека можат да имаат влијание на оно преска што го загатнав како прашање собственост на државата, имот собственост на државата, сообраќајниците, па постои сега една дилема. Дали овој детален урбанистички план е вклопив во некој иден генерален или сега фактички ние немаме генерален урбанистички план од аспект на сообраќајна усогласеност на локацијата на која што треба да се гради тој објект. Сите сме сведоци дека тој простор Министерство за внатрешни работи буквално физички го брани и не може да го одбрани. Овде не се работи за јас сум човек кој што се постава многу рационално и разумно и према потребите на инвеститорите и тука не смееме да правиме ништо со што ќе ја гушиме нивната иницијатива, но ние како совет имаме обврска примерно да се раководиме од јавниот интерес. Јавниот интерес во изградба на овој објект ќе биде засегнат во наредни 100-200 години. А ние сега правиме промена која што се базира на непостоење на генерален урбанистички план, непостоење на сообраќајна студија за влијанието можно или барем постојат дилеми. Јас не располагам со таков податок, верувам дека и повеќето од советниците. И стварно се поставува дилема не од аспект на тоа дали да се даде согласност за таква градба, туку дилема во поглед на тоа дека претходно не се образложени влезните параметри кои што треба на нас да ни дадат простор, мирно, со чиста совест, да изгласаме ова одлука и тоа да биде на задоволство и на инвеститорот, но примарно на задоволство на граѓаните кои што на крај на краиштата ќе треба да се носат со содржината на ова одлука која што ние денеска ќе ја донесеме во наредните 100-200 години. И ова не се однесува само за овој детален урбанистички план. Ова се однесува за сите наредни планирања и стварно конечно време е во еден момент сите ние да погледнеме во својата совест, да се вратиме назад, да направиме отклон од личните интереси и од личните симпатии према некои работи и да се обидеме да се поставиме така да трајно да ги решаваме овие работи. Може би мојава дискусија на некој ќе биде нејасна, може би некој ќе ја доживее како популизам, може би некој ќе се осврне на тоа како на некако морализирање непотребно, но во еден момент некои работи кои што се во навика наследени и кои што се повторуваат циклично, ќе мора да престанат. Мора тоа да се случи. Не знам што се случува со оваа фонија, па испаѓа дека погласно се зборува. Ве замолувам да ми одговорите дали имате податок за тоа какви импликации се можни во сообраќајното регулирање
односно во одвивање на сообраќајот, доколку се изгласа позитивна одлука со зголемување на катност на овој објект и доколку се придржува до максималните габарити кои што се дозволени согласно овој детален урбанистички план, што ќе значи тоа во поглед на број на возила кои што треба да бидат сместени во тој простор. Благодарам. Благодарам, повелете ги Левски. Почитуван советник, најпрвен би сакал да ве коригирам во однос на постоење на генерален план. Значи, Куманово има важечки генерален план и овој детален урбанистички план се изработува врз основа на важечки генерален план. Генералниот план за овој дел од опфатот е донесен во 2004 година и како таков постои законска обврска да се применува и да се вградува во секоја идна наредна урбанистичка документација и секој детален урбанистички план без исклучок согласно закон мора да биде согласен со генералниот план кој важи за тој дел од град. За конкретните површини кои што прашувате за сообраќајници, ќе ви кажам дека профилот на Трета македонска ударна бригада е планиран 33 метри, кој што представува од двете страни да има по 3 коловозни ленти од по 3,5 метри траси за движење, 3 метри разделно зеленило, метар и пол од двете страни велосипедски патеки и 3 метри за пешачки површини. Така да вкупниот профил на планирана сообраќајница која што е и по генерален план и по детален е 33 метри. Надвор од површината на трупот на коловозот плюс е предвидена градбата која што е со овој детален план да биде повлечена на уште дополнителни 3 метри. Така да во иднина се остава и плюс простор доколку со изработка на новиот генерален урбанистички план се предвидува и проширување на коловозот за уште една лента. Реално профилот 33 метри е сосема солиден и задоволува, значи по 3 коловозни ленти од двете страни, значи тоа се вкупно 6 коловозни ленти, би ги задоволил сообраќајните услови, а од друга страна се оди кон тенденција да се намалува сообраќајот, односно да се насочува движењето повеќе кон велосипеди, пешаци, така да профилот кој што е планиран со генерален урбанистички план би ги задоволил и идните услови со самата површина за градба. Другиот профил е тој демедел кој што се вкупна површина од 29 метри, кој што исто така профил кој што ги задоволува сите стандарди и тоа во границите на највисоки стандарди, бидејќи самите коловозни ленти може да се движат од 3,25 до 3,5 метри, во овој план се усвоени со највисока широчина, значи од 3,5 метри. Површината на трупот на улица Страшко Симонов е 10 метри, каде што се предвидуваат две коловозни ленти од по 3 метри, каде што законот дозволува профил да биде од 2,75 до 3 метри и повторно се усвоени со максимални површини на јавна површина, така да гледано од она кое што во моментов е како законска регулатива, сите максимални површини и на коловозни ленти и на пешачки патеки се задржани и како такви вградени во планот. Благодарам. Одговор. Тоест реплика, се извинам, Мандоровски, повелете. Рековте дека имаме важечки детален генерален урбанистички план. Јас реков дека немаме. Јас тврдам дека тоа вие што го кажавте е точно, а тоа го реков со ова намера, за да го поставам ова прашање. Зошто тогаш кога имало генерален урбанистички план и во 2016 година кога е давана или дозвола за градба на овој објект, е дадена поинаква дозвола за градба според тогашниот генерален урбанистички план. Благодарам. Повелете одговор на реплика. Во однос на самото планско решение, значи него диктира сообраќајната мрежа. Сообраќајот е планиран со генерален урбанистички план и самата цел на изработка на детални планови е разработка на градежното земјиште во граници на планскиот опфат. Со разработка на детален урбанистички план се прават пресметки и се дават параметри и согласно закон веќе еднаш стекнато право на висина не може да се намалува, туку при изработка на нареден план може да се зголемува, односно да се зголемува и површината за градба и висина, односно да се подобруваат условите за зголемување на вредноста на градежното земјиште, а не да се намалуваат. Така да со секој нареден план би се само зголемувале површините за градби во согласно со законот секако.
меѓутоа не може никако да се намалува во однос на веќе стекнатите права со важечкиот договор. Благодарам. Анета Шандева донеска бараше збор, повелете. Благодарам. Не знам дали внимателно ме следите, меѓутоа не добив одговор на некои од прашањата. По однос комисијата зошто не заседавала, не добив одговор и очекувам сега после ова. Меѓутоа 37 активни предмети е голема бројка, значи станува број за активни предмети, како што кажа предлагачот, е голема, може и огромна бројка, но причина што ова го покрива целиот град. Дали сме свесни дека имаме вакви дупови и промени кои што со десетина години се работат, носат, влечат, враќаат од министерство и дека една плејада на луѓе не може да си го остварат своето право, да може на нивните имоти да се гради, дека се ставени во позиција, една неблагодарна позиција, во која што ниту може на собственото земјиште да си направи самостојно, чекајќи ги овие дупови што ги спомна почитуваниот предлагач 37, нити може да располага како имот со своето собствено земјиште затоа што по десетина години се влечат, ќе кажам, баш ќе го потребам терминот се влечат, а во име на тоа некој дуп еве од 2016. Кога е правена јавна анкета и зошто ние не сме повикани како членови на комисија? Еве овдека ви известува, овдека ви стои во извештајот на 28.3.2019 година. Ниту сме биле значи на јавна анкета, ниту сме биле на комисија и дај донесете го планот. Навистина мислам дека е претерано. Дајте да ја одложиме уште еднаш, ќе побарам оваа точка да се стави на наредна седница. Бидејќи навистина ова веќе ми личи на една игра без граници, да ви кажам право. Доведени сме овдека што како гласачка машина не повикавте. Да кренеме или не кренеме, нема да молчиме за вакво нешто, затоа што граѓаните, јас ќе ви кажам отворено, отидете меѓу граѓаните и прашајте ги. Не можат на собствено земјиште да си направат ништо со години од овие работи што се влечат кај нас со години. А сега еден дуп ние за 24 часа да го повлечеме. Нашата советничка група нема да гласа во никој случај за. Благодарам. Благодарам. Повелете Гелевски, потоа јас сакам да земам збор. Почитувана светничка, би сакал да се извинам након што не ви дав одговор на претходното прашање, не беше тенденциозно. Во однос на самата разгледување на комисија, лично мој став сметам дека секогаш плановите треба да поминуваат на комисијата за урбанизам од страна на Советот. По консултации со стручни тела кои што го формираат и го водат Советот на општина Куманово, добив одговор дека за да се свика комисија за разгледување на план треба да биде најавено 24 часа пред започнување на седницата, меѓутоа бидејќи самата точка иде како вонредно и ова представа продолжение на седница, добив одговор дека не може да биде свикана повторна комисија. Исто доставив известување дека било кој од советниците може да се обрати лично кај мене или кај било кој од представниците од службата, да им биде образложен планот, односно да им бидат доставени документите кои што сега се на разгледување. Самиот урбанистички план самиот урбанистички план има поминувано неколку пати на стручната комисија за урбанизам која што се формира согласно закон и за самиот план има спроведено 2 јавни анкети. Има записник од јавни анкети која што едната е записник од 23.8.2016 и повторна јавна анкета која што е на 10.5.2019. Нашата служба при организирање на јавни анкети секогаш ги поканува представниците од Советот и комисијата на Советот на општина Куманово и без разлика дали се добиени поканите, секоја јавна презентација согласно закон кога се организира се објавува во 2 јавни гласила и самиот план е изложен во витрините на општина Куманово, односно на плоштадот. Така да не би можел да ве одговорам подетално зашто за конкретниот план сега за усвојување нема стручна комисија од Советот. Јас барав првин збор. Непотребно се внесува доза на сомнеш, некои инсинуации за интриги, за некаква итно, за не знам што, најнормална поставка и процедура. Не
често се случува да имаме преки на седницата, продолжение, нисто тука нема никаква фама околу тоа, се чекаше околу постапката, толку од Министерството и нема никакво ни овде ниитно постапување, сите се, освен овој дел, затоа што беше дополнително предложена оваа точка на самата седница, па тогаш не можеше тогаш да има комисија, сега затоа што е продолжение прекинато, па се расправа на продолжение, повторно немавме можност да има таа комисија, меѓутоа цело време од страна на надлежните во администрацијата ни беше укажувано дека можеме во секој момент да се вклучиме и ни беше ставено на увид, а друго за каква итно се работи и сами зборувате дека има планови кои чекаат од една, друга, трета причина, постапки по 10 години, а и овој веќе 3 години, каква е таа итност? Значи, 2016 започнато, дури сега се завршува, каква е таа итност? Дури би кажала јас да апелираме, особено до централната власт, до Министерството за транспорт и врски, тие малку по-ажурно да се извршуваат својата работа, ако треба таквите процедури, многу пати стојат и парцели и интереси на граѓаните, на инвеститорите, нема никаква постапка. Ако конечно сме добиле согласност за еден план, зошто треба сега ние да бидеме кочничари? Целата процедура е помината, да ставаме непотребен сомнеш, непотребно се инсинуира. Токму затоа што ретко се случува, за жал, да добиеме согласност, ете, од препазливоста, сепак и Министерството си има своји процедури, своји правилници, кога добиваме конечно согласност, одиме на реализација. Зошто не беше закажано? Сега од практични причини. Затоа што ни предстојат и деновите на општина Куманово кои започнуваат од денеска понатаму, нема да бидеме во можност во еден период сигурно од 10 на 15 дена да закажеме седница, сметавме дека една точка, имаме простор една точка денеска да расправаме, а во текот на ноември пак имаме можност за другите точки што се на дневен ред. Особено за делот, за јавните анкети, па ние сме тие како членови на Совет што апелираме постојано до граѓаните да се информираат, а сега ние се правиме дека не знаеме дека имало. Сите сме информирани, да си бидеме малку самокритични, почнувајќи од мене и до сите, до секој член на Советот. Недоволно го користиме и платформата е урбанизам, недоволно користиме и вакви презентации. Треба барем сега се сметаме за Совет кој до некаде е обучен, помина одредени обуки, има одредени знанија, малку повеќе да ги користиме можностите што ни стојат на располагање и да не бараме сомнеш секаде и кај што го има и кај што го нема и ако не се прави, зошто не се прави? Ако се прави, па зошто се прави? Ајде сега ние да бидеме кочничари и не потребно да одговлекуваме. Има потреба, кажа, и да се продолжи, и да дојдат одредени средства, нема никаква тајна. Да дојдат одредени средства во општинската каса кои се неопходно потребни за да реализираме многу програми, имаме ние многу образки што стојат пред нас, а за кои за жал немаме доволни средства. Ни од сопствениот буџет, ни од државата. Многу и за реконструкции на улици и за други градби. И за еден ваков крупен објект, сега ние ќе го споставуваме, апсолутно процедурата е запазена и да не ја занемаруваме стручната комисија. Стручната комисија се компетентни луѓе. Во овој случај немаше можност заради нашиот деловник да се одржи комисијата, токму затоа беше поединечно кажано дека секој може да направи секој советник увид и да има лична презентација, дека ќе му биде на секој поединечно направена лична презентација и даден одговор на секое прашање. Мислам дека треба да се подржи деталниот урбанистички план, не треба да бидеме кочничари, ниту пак секогаш треба да се запази максимално процедурата, процентот на зеленило, процентот на другите, а особено во делот на сообраќајот. Тоа го кажа и представникот од секторот за урбанизам. Јас сакам да нагласам дека со оваквата измена значително ќе се прошири. Ќе се прошири и во делот на булеварот, и во делот на околните улици, и ќе се добијат и пешачки патеки, и зелени, и велосипедски, така да што се однесува околу делот на сообраќајот, тука пак нема никаков сомнеш. А друго, не значи дека хумано живење се само еднокатници, двокатници, па ние сме најголема општина во Куманово. Дали ќе ставиме мораториум веќе никогаш да нема повеќе катници? Па нормално и како ќе се шири градот, центарот на градот се повеќе ќе бидат повеќе катници, тоа е одлика на современи урбани дека ќе имаме згради. Малите семејни куќи ќе бидат како и во големите градови се повеќе на периферијата.
Нема да можеме. Еве, јас сум една од тие кои можда ќе морам да се откажам. На крајот на криштата не може да си во центар на град и да имаш и двор и да имаш и зеленило. Урбаното живење, модерните токови ќе носат такви дека централното градско подрачје ќе биде за институции, за култура, за високи згради, оние што ќе сакаат да имат и простор и зелениот двор ќе одат на периферија. Не може да штедиш и на сообраќај и да имаш. Тоа се, нека ме дополнат и урбанистите. Тоа го наметнува урбаниот стил на живење и потребата да како треба да изгледат централните градски подрачја. Благодарам. Реплика или дискусија? Повелете. До кого? Повелете. До Александар Гелевски. Повелете. Добар ден на сите, почитувана председател на Совет. Гледам дека нема преведувач или има, не е битно. Еве поздрав до сите. Првин јас ќе кажам дека ние како советничка група од ДУИ ќе му дадеме поддршка на овој план, но сакав само да прашам до представникот од секторот за урбанизам, која е максималната висина и кој е процент на искористеност на земјиштето за изградба на такав објект. Иначе, тоа што вие спомнавте, некој хумана градба, густина на население, во последно време тие се вметнуваат од страна на Министерство за транспорт и врски, што мислам дека не многу држат. Се термини како само да ги употребуваат за неиздавање на некоја дозвола, што е за секоја осуда, ви велам. Овдека секоја чест која има нека гради, градот мора да се прошири и ние му даваме поддршка на овој план. Без оглед на тоа дали во која форма е свикана ова седница, може и без да биде разгледана оваа точка од страна на комисијата и така да ние ќе му дадеме поддршка. Благодарам. Благодарам, повелете Гилевски. Вака, во врска со вашето прашање, значи кажав дека постојат 6 градежни парцели, од кои што 4 се со трафостаница, така да те не би ги коментирале, бидејќи тоа представуваат инфраструктурни објекти. Постојат 2 градежни парцели кои што се со намена Б2 големи трговски единици. Едната е со 80% изграденост, а другата е со 71% изграденост. Пак ќе повторам дека тоа се површини за градба кои што се максимално. Може ли малку погласно, не ве слушаме? Поблизу за тоа се површини за градба кои се максимално дозволени и не значи дека истите максимално ќе се реализираат. Тоа се површина во која што може со подоцнежната разработка на основни проекти или потреба од изработка на архитектонско-урбанистички проекти да се предвидат помали површини за градба и се во зависност од задоволување на другите услови. Ќе го потенцирам повторно условот за урбано зеленило 20%, пристапни рампи, патеки, потребен број на паркинг места и хортикултурното уредување, пешачките патеки, комуникации, односно и други содржини кои што ќе го пратат самиот, да се каже, комплекс на градба и во двете градежни парцели. Процентот на изграденост на едната е 80%, на другата е 71%. Благодарам, Драган Петковски. Да се извинувам да дополнам и за висините. На едната е предвидена висина од 28 метри приземје 6 сферата и подкрове, каде што има и помошна градежна линија, значи дел е со помала висина од 7 метри, призем и спрат, значи самиот објект у старт се предвидува да биде со две различни висини, а втората парцела, односно објект со висина од приземи и 3 спрата, тоа е само момент со висина од 15 метри. Благодарам. Драган Петковски чекаше веќе подолго време, повелете. Благодарам, председателки. Значи, јас воопшто не се сомневам дека предлогот што ни е даден, кој што треба да го изгласаме, дека ги задоволува сите законски норми. Исто така се сложувам и со председателката со дека живееме во град и дека во градот треба да се прават и поголеми објекти и така. Меѓутоа, сомнеш кај мене и кај сите става итност. Ако за комисија
да се свика комисија е потребно 24 часа, борете, седница на совет свикуваме за помалку од 24 сата. Не се јавувате во четврток у 4 часа попладне, за петок у 10 сат. Тоа е многу помалку од 24 часа. Значи, за да свикаме комисија мора да имаме 24 часа, а совет може да свикаме кога сакаме. Не знам, за една ваква одлука, колку време треба да се разгледа, да никој од нас тука не е стручен архитекта или нема познавање од законот од оваа област. Најверојатно ни треба да направиме некоја консултација со стручни луѓе, со луѓе кои што им е позната оваа проблематика, а вие материјалите ни ги давате непосредно пред почетокот на седницата, без да можеме да воопшто да ги разгледаме и да донесеме било каква одлука. И не терате да гласаме за нешто што не сме виделе што е. Значи, уште еднаш, немаме ништо против оваа одлука. Предпоставувам и лично сум сигурен дека ги задоволува сите законски норми, меѓутоа, барам време да ја разгледаме ова што се го ставиле да гласаме и да донесеме вистинска одлука за такво нешто. А у 4 час попладне да не свикате за 10 сат утредента, никој од нас нема време и нема толку познавање за да со сигурност тврди дека треба да гласа за или треба да гласа против ова. Значи, единствено што бараме е време. Благодарам. Благодарам, Анита Шандел, денеска бараше збор, повелете. Благодарам, председателке. И вие дадовте ваш допринос во дискусијата, во голем дел, да, одличен. Меѓутоа, во еден дел ќе ве демантирам комплетно. Во делот на известување, сите ние сме свесни дека нашиот граѓанин, јавните гласила и негова објава во 2 јавни гласила, знаеме сега колку се следат и почитуваат и читаат јавните гласила. Огласната табла која што ја спомнавте е најлошото место кое што се наоѓа на плоштадот. Па за жал сега дури да имаме една куќарка пред него. Како вие сметате дека еден граѓанин поминувач, наш граѓанин од овој град, ќе може и ќе биде информиран за вакво нешто? Затоа нашите јавни анкети, нашиот увид во материјали се подложни на голем број поплаки од страна на граѓаните, бидејќи навистина нема кај да се информира. Неинформиран граѓанин, неинформиран совет, вие не убедувате да нема сомнеш. Не може у никој случај така да помине затоа што ниту граѓанинот е информиран, ниту советниците се информирани. Така да треба да размислуваме и во тој дел, не граѓаните да ги ставаме пред свршен чин кога ќе дојдат со некое барање у општина да видат што им се случува со нивниот сопствен имот. Баш у тој дел и да размислиме што ќе правиме со таа табла. Ја ви гарантирам дека никој ја нема погледнано, ниту го има видено овој план, за жал, затоа што местоположбата е најлошото место на самиот градски плоштад. Благодарам. Благодарам, ја го чувствувам како реплика, ќе дадам одговор. Не знам што има, какво подобро место може да замислите за било која информација, освен на градскиот плоштад. Поцентрално место од плоштад во ниеден град нема. Поцентрално, дали се тие табли, дали треба да ги осовремениме или не знам што тоа е друго. Меѓутоа, тоа се на најцентрално на 2 места на градски плоштад, традиција, таму 30-40 години веќе воспоставена, а степенот на граѓанска одговорност и интерес да ги потикнуваме на друг начин, а не да ги критикуваме во обичаените процедури. Има на урбанизам, има на огласни табли, секој кој што имал на веб-сајтот на општината, секој кој имал интерес можел да се информира и сега и понатаму. Дали можеме ние да заеднички да смислиме уште некој начин, тоа се согласувам. Можеме, транспарентноста ќе ја зголемиме, заеднички еве ќе размислуваме во рамките на советот во некоја комисија. Меѓутоа се она што е законска процедура и што е традиција, повеќе децениска е запазена. Секој заинтересиран граѓанин, секој кој има интерес можел да направи увид така да не шириме дезинформација.
Благодарам. Немате право на одговор. Дали некој друг некој друг бара збор? Нема, ја заклучувам расправата. Сашо, повелете, извинете. Сашо Стошевски, повелете. Вака, јас искрено се надевам и нашата советничка група дека вие ќе закажете итна седница на која ќе разгледуваме загаденоста и нормата загаденост во градот Куманово, што може да читаме и од вестници и секојдневно ја го гледаме во Куманово, меѓутоа на вас очигледно побитно ви е по итна постапка да се додворите до инвеститорите, до коалиционите партнери и така натаму. Ние во тие игранки нема да учествуваме, како што кажа нашиот координатор. И на вашето известување за местото за известување на граѓаните, да, во ред, меѓутоа беше во редо дека не се стави таа кучарка пред него, каде што не може да помине никој. И таа кучарка не е традиција за градски площад. Благодарам. Ќе се воздржам од одговор затоа што пак ќе повторам. Мислам дека доволно бев јасна. Дали уште некој бара имаше уште некој пријавен? Аделина, повелете. Аделина Адеми, советничката. Нderuar kryetarit, nderuar këshilltar. Го молам преведувачот да се јави да видиме дали ќе ослушнем. Не ве слушаме, не. Ајде проверете техниката. Искористување земјиште за изработка на објект беше 50%, но вие како што кажавте дека едниот е 70%, а другиот е 80%. Тоа не ми е јасно, ако можете нешто објаснување. Добро, благодарам. Повелете Гелевски, мислам дека веќе беше прашано, ама повторно објаснете. Да. Предпоставам дека вашето прашање во однос на одлука која што е донесена на Совет за 50% на изграденост, истата се однесува за изградба на објекти со намена А2, домување во стамбени згради, кои што се лоцирани вон централно градско подрачје. Во конкретниот план немаме предвидена изградба на стамбени згради, ова се објекти со намена Б2, големи трговски единици, кои што не се дефинирани со одлука која што е донесена од Совет, туку се дефинирани согласно Законот за просторно и урбанистичко, каде што се дозволува процентот на изграденост да бидне и до 80% како што е планирано со планот. Значи не постои ограничување на процент на изграденост за објекти со намена Б2, големи трговски единици, а процентот усвоен на 80% поради другата законска обврска од 20% за зеленила. Вашето прашање однос да 50% се однесува исклучиво за објекти со намена А2, домување во стамбени згради. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема. Пријавени повеќе, ја заклучувам расправата. И предлог одлуката за донесување на измена и дополнение на деталниот урбанистички план за дел од урбана единица Тоде Мендол, дел од урбан блок 62 плански опфат помеѓу улица 3 Македонска ударна бригада, улица Тоде Мендол, улица Зелен пазар и улица Страшко Симонов, општина Куманово, ја ставам на изјаснување. Повелете, гласајте. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 18 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан. Со ова го исцрпевме дневниот ред од 33-та седница на Советот на општина Куманово. Ја заклучувам седницата. Ви благодарам за учеството на седницата.